Само да ни спадне видео на крајот. Зберам мејл. А? Не знам, чекаме. Добара време има ќе се пред Само право. Дай! Дай му! Дай му нас! Тоти Фичо избегати. Тоти. Фичо избегати. Павло Мите да чисти. Нашите гласови нема да се слушат. Ама не важело. Не. Ја имам Чекай да направим на со.
Драги, сврти го да се види тоа напред што пишува. Така. Кока. Словеница стана шампион на Истокот, практично се прошетавме низ лигата, убедливо и доминантно прво место. Ви следува уште еден надпревар против Овче поле во Свети Николе и веќе доаѓа најважното, тоа е баражот за влез во втора лига. Пред се, како ја поминавте, бидејќи дојдовте вие во зимскиот пренорок, како ја поминавте во полусезон атмосферата и како веќе се гледа на тој бараж и каква атмосферата во собликуваното практично пред баражот? Затоа што додовме, ние го исполнивме. Ете, завршивме прво место, освоивме Истокот, така да сите мисли се насочени сега кон баражот. Максимално си тренираме, максимално даваме на секој тренинг. Емил Грнев се одличен тренер, се знае работата, така да нема никакво лабавување, максимално сме стегнати ментално и физички, така да ние сме насочени само кон влез во втората лига. Очекувате ли да биде пред се тежок предизвик тој бараж надпревар и како веќе гледате на него? Со оглед на фактот дека сте поискусен фудбалер во однос на другите помлади играчи, претпоставам можеби некој совет од вас е добродојден за нив. Па добро, нормално. Искуството си го прави своето, но баражот е една утакмица, тука да се биде или не. Али имаме, мислам дека ние сме ментално спремни, добра екипа, така да очекувам да влеземе апсолутно. Го обезбедивте тоа прво место практично и на неколку кола до крајот станавте шампиони. Ви следува уште една рутина практично против Овче поле во Свети Николе. Како сте задоволни, како практично ако сумираме како од ваша перспектива како играч ги одигравте овие 6 месеци, бидејќи дојдовте во зимскиот пренорок? Па добро, уште на почетокот кога дојдов, добро се вклопив во екипата и добро се подготвивме за сезоната во зимскиот дел. Се припремивме добро и мислам дека го покажавме и се трудевме да го покажеме квалитетот на секој надпревар што ни предстоеше. Сега ни останува уште со Овче поле да изиграме и да ја чекаме ждрепката да видиме со кога ќе се паднеме и полека да видиме што како и така. Има ли можеби веќе практично може ли размислувате кој би бил тој можен потенцијален противник? Со оглед на фактот дека веќе нели ги знаеме, особено втора лига, Шкендија, Рачинова, Преспа, Големо Коњер и Тетекс ќе бидат нели комбинациите. Да, па мислам дека со кој да ни се падне, тоа е нели ждрепка сепак и ние сме подготвени за секој противник, но сепак ќе проследиме и ќе видиме како што и ќе се подготвиме максимално и за тој надпревар, бидејќи ни е најважен во сезоната. На неколку кола до крајот ја обезбедивте шампионска титула и тоа прво место и ќе играте бараж за влез во втора лига. Како ќе сублимираме сезоната со оглед на фактот дека вие цела сезона сте дел од Слоговиница? Па ние како екипа доминиравме на секој надпревар во оваа сезона. Останува само да го добиеме бараж надпреварот и да влеземе во втората македонска фудбалска лига. Како вие сте задоволни од тоа што го одигравте досега? Со оглед на фактот дека нели вие сте на некој ниво повеќе, ако можам да кажам, од аспект на играчки квалитет во однос на другите екипи на Истокот. Па ние сме задоволни од самите себе и од управата и од шефот на стручниот штаб, од сите сме задоволни. Останало, како што кажав, да го добиеме бараж надпреварот, пошто ако не го добиеме тоа, ништо не сме направиле, без разлика на се. Ако сме доминирале 100% на секој надпревар, ако не го добиеме бараж надпреварот, тоа значи дека ништо не сме завршили. Така да останува тоа да го добиеме и да размислуваме понатаму во втора лига. Накратко, дали може би веќе правите некоја анализа на баражот и на можните противници? Па да, правиме, пошто сега, како што знаете, од втора лига има екипи, може да ни се падне и од трета лига, ама без разлика на противникот, ние сме фокусирани повеќе на себе, така да мислам дека и бараж надпреварот ќе бидеме ние фаворити и ќе го добиеме.